Време е за дневник на К1 телевизија. Јас сум Ања Василева, во продолжение ги гледаме настаните на денот. Основниот суд Велес денеска отвори претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка за Фени Индустри. Винарската визба по Вардарие треба да го исплати долгот кон лозарите до денар, соопшти денеска министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Сдруженијето на банкарство при Стопанската комора на Македонија одржа свечена седница по повод Светскиот ден на штедењето. Велешкиот суд поднесе предстечајна постапка за Фени Индустри, чие што рочиште е закажано на 13 ноември, на кое ќе се одлучи дали Фени ќе оди во стечај или не. Според синдикалната организација, банките се тие кои поставуваат нереални барања за гаранции до енокот и голема сума на средства кои преку ноќ не се наоѓаат. Претходна стечајна постапка за Фени Индустри е отворена во Велешкиот суд. Ова доаѓа на барање на банките. Тие пак играат топло-ладно со бугарскиот инвеститор Енекот, кој треба да го спаси комбинатот Фени. Според синдикалната организација, банките се тие кои поставуваат нереални барања за гаранции до Енекот и голема сума на средства кои преку ноќ не се наоѓаат. Такви гаранции можат да издадат само неколку банки во светот, смета председателот на синдикалната организација Ѓоре Палитов. Целта е јасна – Енекот да се откаже од Фени Индустри. Енекот веќе подпиша договор за купување на Фени и тој договор е во сила. А исто така се поднесени документи до Централниот регистар за назначување на бугарскиот инвеститор за превземање на директорските функции во Фени Индустри. Во целиот случај се работи за лични интереси на поедини моćници во државата. Бугарскиот инвеститор не е откажан од Фени, само се прават манипулации истиот да се откаже. Целата игра се игра од банките кои инсистираат фабриката да се продаде на швајцарскиот фонд, на кој не знаеме кој е собственик. Сознанијата на синдикатот се дека за тој швајцарски фонд стојат поранешни директори на Фени за кои потенцираат имало поднесено кривични пријави. Палитов смета дека треба да му се даде можност на бугарскиот инвеститор да ја превземе целата фабрика, а банките не смеат да одлучуваат за судбината на 1000 вработени. Сега нема да дозволиме банките покрај сите пари кои имаат наплатено од Фени повторно да одлучуваат за судбината на Фени и на сите доверители. Ние како синдикат нема да прифатиме стечај, со штрајкови ќе ги блокираме и судот и банките и доколку за нас нема работа, нема да има и за нив. Стечајот е неприфатлив затоа што во случај на стечај вработените треба да седат дома и да не земаат плата. Според синдикатот, најлоша солуција за решавање на статусот на било која фирма е стечај. Вработените на чело со синдикалната организација велат дека нема да останат мирни и да молчат поради ваквата постапка. На состанокот со одборот на синдикатот и со вработените ќе се одлучат понатамошните активности. Инаку Основниот суд Велес на својата веб страна преку соопштение информира дека веќе е закажано рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка. Истото треба да се случи на 13 ноември во 12 часот. Во текот на вчерашниот ден во претходна постапка од страна на судот се определени мерки на обезбедување согласно одредбите на Законот за стечај, именуване привремен стечаен управник и одредена е забрана за располагање со имотот на должникот. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски изјави дека винарската визба по Вардарие треба да го исплати долгот кон лозарите до последен динар. Тој рече дека на почетокот долгот бил околу 3,5 милиони евра и денеска истиот е околу 1 милион. Како влада предложивме соодветни решенија и ќе правиме притисок за целосна и брза исплата на лозарите, изјави Николовски. Направен записник во Вардарие од страна на Државниот земјоделски инспекторат, каде што се констатирани залихи од секаков вид, кои што значат дека се основа за тоа дека со функционирањето, односно со продажбата, дека ќе треба да бидат
исплатени лозарите. Јас подпишав низа на решенија со кои што се одобрува продажбата на вино, ама со истите средства да бидат исплатени лозарите, како што е согласно закон, направен е записникот од страна на Државниот земјоделски инспекторат, кој што во изминатите 7 дена беше по Вардарија, така да ние сме целосно фокусирани од секаков аспект да лозарите си ги добијат средствата и да овој проблем се реши на долг рок. Амбасадорот на Шведска во Република Македонија Мат Стефансон денеска во работна посета на општина Свети Николе. Градоначалникот Сашо Велковски, посакувајќи му добре дојде, го запозна амбасадорот со неговите приоритетни проекти кои се во насока на подобрување на квалитетот за животот на сите свети николчани. Амбасадорот на Кралството Шведска во Република Македонија, неговата екселенција Мат Стефансон, денеска беше во работна посета на општина Свети Николе. Градоначалникот Сашо Велковски, посакувајќи му добре дојде, го запозна амбасадорот со неговите приоритетни проекти, кои се во насока на подобрување на квалитетот за живот на свети николчани. Изградбата на автопатската делница Скопје-Штип, Велковски вели дека во многу ќе допринесе за развој на локалната економија. Разговаравме за многу теми, меѓу кои и за привлекување на странски инвестиции, за потенцијалот што го има општина Свети Николе во производство на обновлива енергија, тоа се фотоволтаични централи и ветерници. Се надевам дека во иднина со помош на господинот амбасадор ќе можеме да привлечеме доволно странски инвестиции за да можеме да го зголемиме вработувањето на младите во општина Свети Николе, а со тоа да произведеме доволно количество на обновлива енергија. Началникот не извести за плановите на привлекување на инвестиции, посебно во полето на обновлива енергија, и тоа беше написано добро да се случне. Јас се надевам дека соработката која што веќе постои помеѓу Свети Николе и Шведска ќе продолжи и градот за Северна Шведска ќе продолжи, меѓутоа исто така се надевам дека и во иднина ќе додат некои шведски инвестиции во Свети Николе. Ние секако дека ќе ги известиме релевантните компании за потенцијалот кој што постои тука. Свети Николе е општина која веќе 18 години соработува со општината Еншелцвик. Почетоците се воспоставени од Бидан Насков, најнапред преку донации на спортските клубови, за да заврши со донација на извидничкиот одред Гоце Делчев. Тие на амбасадорот денеска му го представи извидничкиот дом во село Орел, кој се реновираше со нивна помош. Ово е круна све ове сарадње да е шведска. Круна на соработката помеѓу шведската општина Еншелцвик и Свети Николе е денешната посета на амбасадорот. До сегашната соработка ќе се обидеме да ја прошириме на полето на културата и економијата. Соработката започна пред 18-19 години и голема е честа што врз основа на таа соработка огромна помош има извидничкиот одред Гоце Делчев. Ние со нашата работа ја подобруваме соработката која може да се развива и на други полиња. Амбасадорот Стефансон и градоначалникот Велковски се едногласни кога станува збор за можната соработка да се продлабочи особено во економијата, односно можноста да се инвестира во изградба на фотоволтаични централи и ветерници. Сдруженијето на банкарството при Стопанската комора на Македонија денеска одржа свечена седница по повод 31 октомври, светскиот ден на штедењето. На седницата своје обраќање има председателот на Сдруженијето на банкарство при Стопанската комора на Македонија Коста Митровски, министерот за финансии Драган Тевдовски и гувернерот на Народна банка Димитар Богов. По повод светскиот ден на штедењето 31 октомври, Сдруженијето на банкарството при Стопанската комора на Македонија денеска одржа свечена седница. Плакети за постигнатите резултати во вршењето на работните активности им беа доделени на најдобрите службеници во банките и штеделниците. Своје обраќање имаше председателот на Сдруженијето на банкарство при Стопанската комора на Македонија Коста Митровски, министерот за финансии Драган Тевдовски и гувернерот на Народна банка на Република Македонија Димитар Богов. Штедењето представува сигурен и најевтин начин
на финансирање на домашната економија. Секако дека странскиот капитал е помалку достапен и поскап, а неретко е и помалку стабилен. Повисоките стапки на штедење водат до повисоки инвестиции, а со тоа инвестициите ја движат економијата. Едногодишниот раст е 5,8%, растот на кредитите е 4,3%, сме имали повисоки стапки на раст, но имајќи предвид во какво окружување работиме последниве години, оваа стапка е сепак солидна. Но Македонија и населението во Македонија има потенцијал за постигнување на повисока стапка на штедење. Депозитите на граѓаните во Македонија изнесуваат околу 3,8 милиарди евра. Поголемиот дел, или над 50%, се во денари, а останатите се во девизи. Во септември депозитите на домакинствата забележаа месечен раст од 0,8% и 5,6% годишен, кој во поголем дел произлегува од растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута. Според законската регулатива, депозитите се гарантираат во износ од 30.000 евра по депозит во банка. Вчера попладнато околу 14 часот и 30 минути на регионалниот пат Кавадарци-Росоман се случи сообраќајна незгода каде две велишанки се лесно повредени. Информираше денеска СВР Велес. Колешката Валентина Михајловска ни ги пренесува деталите. Две велешанки се лесно повредени во сообраќајна несреќа, која се случила вчера попладне на регионалниот пат Кавадарци-Росоман, помеѓу товарно моторно возило Ford Transit со скопски регистарски ознаки, управувано од 32 годишен скопјанец, автобус марка Сетра со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од 42 годишен возач, и автобус марка Мерцедес со кавадаречки регистарски ознаки собственост на Екстрабус Дуел, управувано од 36 годишниот БР. Како што информира секторот за внатрешни работи Велес, до несреќата дошло поради недржење безбедно растојание до друго возило од страна на возачите. На возилата е причината материјална штета. Увид на местото на настанот изврши екипа од полициската станица од општа надлежност Кавадарци. По повод 9 ноември, денот на Општина Велес, и 3 ноември, денот на формирањето на мотоклубот Носачи на крстот од Општина Велес, мотоклубот и Општинската организација на Црвениот крст организираат заедничка акција за доброволно дарување крв. Акцијата ќе се изведе в недела на 5 ноември во ликовниот салон од 8 часот и 30 минути до 14 часот. Се повикуваат граѓаните и овој пат да ја изразат својата хуманост и да даруваат од течноста што живот значи. Вчера вечер во градската библиотека Феткин од Кавадарци беше отворен 11-тиот поред саем на книгата. Со своји книги пред кавадаречката читателска публика се представуваат повеќе издавачки куќи. Саемската манифестација ќе трае до сабота, а љубителите на пишаниот збор можат да бидат дел од неа во наредните денови од 9 часот до 20 часот. Саем на книгата по 11-ти пат беше отворен во градската библиотека Феткин во Кавадарци. Со своји книги пред кавадаречката читателска публика се представуваат повеќе издавачки куќи. За книгата, за нејзиното влијание во културно-образовниот процес сме слушале, сме читале многу пати и секој од нас дошол до сознание дека таа е извор на знаење. Книгата е најзначајната духовна храна без која немаме иднина, рече пред присутните директорката Трајанка Атанасова. Книгата ја има најголемата моќ. Незиното значење и незината вредност не се намалува во ова модерно време и време на висока технологија. Туку напротив, книгата представува основен двигател во општеството, посочи Атанасова. Саемот на книгата е една од многуте програмски активности кои што ги организира библиотеката и ги реализира, а се со цел популаризација на книгата и самата институција. Саемот на книгата е еден од начините за остварување на мисијата и визијата на библиотеката, библиотеката како место на проток и пристап на информации, место на идеи, на збор, на слика,
место на каде културно ќе се остваруваат самите граѓани. Саемската манифестација представува одлична можност читателите да се доближат до книгите. Настанот по повод месецот на книгата е во рамките на традиционалната кавадаречка културна есен. Саемската манифестација ќе трае до сабота, а љубителите на пишаниот збор можат да бидат дел од неа во наредните денови од 9 до 20 часот. Сите знаеме дека најголемата инвестиција е во знаењето, односно во книгите и во квантумот на тоа што ќе впиеме и што ќе остане во нашите глави. Со тоа стануваме попаметни, стануваме попромислени, стануваме многу покорисни членови на нашето општество, прво на нашиот град, а потоа и на цела Република Македонија. На сите читатели и ви посакувам да намерно или ненамерно дојдете до некое парче, некое дело кое што ќе ве збогати. Истото да го поклонете на некој кој што ви е близок, па и далечен, и така да преку пишаниот збор станеме подобри луѓе. Покрај метаморфозите предизвикани од дигиталната револуција, книгата не престанува да ги здружува луѓето, да ги урива границите во времето и просторот, да истрајува како светилник на надежта. Ниту еден друг воспитен и образовен инструмент не може да го замени читањето. Фондацијата Трајче Мукаетов додели нови 39 стипендии за студенти од фармација и медицина. Стипендијата изнесува 6500 динари во текот на 12 месеци. Еднократна парична награда од 1200 евра беше доделена на првенците на генерациите на овие два факултети – Александра Зафировска и Душко Шалабајлија од фармацевскиот факултет со просек од 9,75. Оваа награда ја доби и Невенка Ридова од медицинскиот факултет со просек 9,76. Вестите од Македонија во продолжение. Истекува рокот од 48 часа за приговори до Државната изборна комисија за текот на гласањето и за резултатите од вториот круг на 6-тите локални избори во земјава. Партиите уште денеска можат да поднесат приговори. Државната изборна комисија е должна да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на приговорот. Против одлуката на комисијата може да се поднесе тужба до управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Судот пак одлуката ја носи во рок од 48 часа, која е конечна. Република Македонија се најде на 11-тото место во групата најдобри држави за водење бизнис во светот во најновиот извештај на Doing Business. Земјава бележи пат на ова рангирање за едно место. На минатогодишниот извештај беше на 10-тото место. Во извештајот на Светска банка за Македонија се наведува и дека оценката за земјава е намалена од ланската, откако аналитичарите на Светска банка не забележале ниту една реформа во изминатава година. Најмалку 8 лица загинаа, а повеќе мина се повредени при експлозија во Кабул, која одекна во областа Вазир Акбар Кан, каде се наоѓаат странските амбасади и владини институции. Афганистанските здравствени власти соопштија дека до сега се хоспитализирани 10 луѓе. Вестите од светот. Околу 200 лица загинале во Северна Кореја откако се случила несреќа во еден од објектите за нуклеарно тестирање во оваа земја, јавува британски експрес. Несреќата се случила откако се срушил недовршен тунел во објектот Пангири, а уште 2 лица загинале, обидувајќи се да ги спасат затрупаните. Јапонската телевизија Асахи ја објавила информацијата, но не се знае точното време на несреќата. Пангири е местото каде што се случила нуклеарната проба на 3 септември, но се уште не е познато што довело до колапс на тунелот. На овие последици од нуклеарни активности предупредуваа голем број стручњаци, а од Јужна Кореја пред само неколку дена излегоа со тврдења дека уште еден нуклеарен тест на тоа место може да доведе до целосно рушење на планинскиот комплекс. Еден маж е уапсен од страна на јапонската полиција, откако во неговиот стан во Зама, близу Токио, пронашле делови од 9 различни тела.
Полицијата пронашла 2 човечки глави во ладилникот кој се наоѓал пред станот на 27-годишниот осомничен Такахиро Шираиши и тоа за време на истрагата за една исчезната жена. Полицијата пронајде и делови од тела на 8 жени и 1 маж во различни стадиуми на распаѓање. Шираиши призна пред полицијата дека убил 9 лица и ги сокрил нивните тела. Ги убив и ги обработив нивните тела за да ги скрием доказите, прецизирал Шираиши. Неговиот сосед изјавил дека откако Шираиши се доселил во август годинава, почнал да чувствува чудни мириси. Полицијата го истражуваше исчезнувањето на 23-годишна жена која не била видена од 21 октомври. Истражителите откриле дека Шираиши бил во контакт со неа откако таа на интернет напишала дека сака да изврши самоубиство. Силна бура го погоди вчера североисточниот дел на Соединетите Американски држави. Речиси 1,5 милиони домови и фирми останаа без електрична енергија, а стотици училишта во областа беа принудени да ги затворат вратите. До сега не се пријавени сериозно повредени граѓани, иако ветерот на моменти достигнувал сила на ураган. На некои делови паднати се електричните спроводници, а некои комунални служби ги предупредија своите клиенти дека можат да останат без струја неколку дена. Дрвја паѓаа врз автомобилите и куќите. До сега не се пријавени сериозно повредени граѓани. Невремето беше проследено со поројни дождови. Реките во Нью Хемпшир се излеаа од коритата. Големите и малите градови во Нова Англија, вклучувајќи ги Мејн, Масачусетс, Нью Хемпшир, Вермонт, Род Ајленд и Конектикат, го одложија прославувањето на ноќта на вештерките за неколку дена. Денеска имавме сончево и студено време со ниски утрински температури и со слаб до умерен северен ветер, особено долж по Вардарието. Температурата се движеше од 7 до 14 степени, а веќе од петок се очекува умерено необлачување и утринските температури ќе бидат малку повисоки. Тоа беше се за овој дневник, останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!